Вчера во предпладневните часови, поточно во 10 часот и 50 минути, во СВР Велес се пријавена хаварија на резервоар за мазут на фабриката за масло Благој Ѓурев. Системот за одржување на температурата на мазутот имал дефект. Се работи за хаварија која е настаната на резервоарот за мазут, односно на системот за одржување на температурата на мазутот, се појавил дефект заради пукнатини или напрснатини на грејачот, заради што се излеала количина од околу 1 тон на мазут. Според нивните внатрешни шеми на организација, тој резервоар по сливниот канал требало да биде евакуиран во резервниот резервоар, но бидејќи резервниот резервоар не бил доволен, по сливниот канал е истечена одредена количина на улицата Алексо Демниевски. На самото место на настанот на улицата има една решетка, при што Коцевски ја изнесе нивната предпоставка дека преку истата која ги прифаќа атмосферските води, дел од мазутот низ сливната решетка и канали истекол во Вардар, а дел останал на коловозните ленти. Во моментот кога јас отидов таму, вработениот предпријатието имаше представник на Министерството за внатрешни работи и управителот и доминантниот собственик беше таму. Има истурено ќоспе по површината на асфалтот, за да може ќоспето да го впие мазутот и работниците го товараа мазутот во тракторска приколка. Во вечерните часови е даден налог на работната единица комунална хигиена на јавното комунално предпријатие Дервен да го испере коловозот, затоа што мазут представува опасност за безбедно движење на сообраќајот. Ако не се отстрани, може да предизвика слизгање на возилата и да дојде до сообраќајни несреќи. Флеките во Вардар се настанати од истечените количини на мазут кои што не се утврдени. Градоначалникот Коцевски упати жалење што екипите на Кримтехника одлучиле заради проценката дека на никого не му е предизвикана штета да не направат увид на лице место. Мојот став е дека штета лична на ниедно физичко лице или на предпријатие не е направена, но штета е направена на јавниот интерес на граѓаните на Велес, односно на граѓаните на Велес, затоа што е оштетен коловозот и количините мазут што се истечени во реката Вардар се опасност за за рибниот фонд во реката Вардар. За овој настан пак Мартин Павлов од Сдруженијето за ловци и риболовци Бабуна го изнесе следниот став. Ставот на риболовците е дека ваквите хаварии се премногу чести, односно дека стопанските субјекти не баш се грижат за водата, односно за речните текови во Велес. Зборуваме ние сега за сливот на река Вардар. И овие хаварии често се случуваат, со што имаме во дадени моменти одледени проблеми со состојбата на рибата, односно се случуваат и помори на риба, а додека често имаме труење, односно замелушување на рибата, која што трае долго време и од аспект на како риболовен ревир, во таква состојба рибата не е погодна за спортските риболовци, односно не можат да излезат на терени да риболоват. Не е појавено помор на риби од сегашната утврдена ситуација, а исто така Павлов упати апел до граѓаните во однос на оваа хаварија. Во моментов ние направивме некаков преглед на теренот, но од овој дел од кај што е истекот на Благој Ѓорев, негде до централното градско подрачје, нема појавено помор на риби. Се надеваме дека ќе нема, но и да има, тоа ќе се јави покосно и во подолното течение на Вардар, затоа што се уште тука е концентрирана содржината на мазутот, а понадоле кога ќе се разлие, ќе видиме какви ќе бидат ефектите. Апел од спортските риболовци и рекреативните риболовци е и луѓето како индивидуи да се грижат за животната средина, но поголем акцент би поставил на стопанските субјекти и на надлежните органи, редовно да вршат контроли, затоа што чести се овие испади во, да ги наречеме, сигурносните системи на стопанските субјекти, така да би требало да се вршат контроли во стопанските субјекти, дали се тие обезбедени
и заштитени во случај на вакви хаварии да можат да спречат тие штетни материи да се истечат во сливот на реките. Инаку, ова не е прва хаварија на фабриката за масло Благој Ѓорев. Според градоначалникот Коцевски, оваа фабрика станува еден од најголемите загадувачи на животната средина во Велес. Во минатата година беа регистрирани 4 инциденти и хавари. Се почна со истечениот амонијак од амонијачната станица, зашто се чувствуваше неподнослива смрдеа по улицата Асном. Потоа од малиот котел на мазут ДБК-50 се појави црн облак со чад. Од страна на надлежната инспекторка за животна средина беше дадена забрана која се уште е во сила. Во неколку наврати доаѓале мајстори екипи од Врање за да се обидат да го отклонат дефектот, но според нашите информации дефектот за жал се уште не е отстранет. Потоа им се запали филтерот на котелот што користи сончогледови пелети. Се уште не сме известени дали котелот е ставен во функција. И четвртиот и најголем инцидент, односно хаварија, се случи во силосот, кога се запали силосот полн со сончогледови пелети, што беше голема опасност за здравјето и за животната средина во Велес.